Прекумерната брзина на возење, несовесното однесување на возачите, како и непочитувањето на сообраќајни правила, сте главните причини на сообраќајните незгоди, кои за жал многу често може да бидат и фатални по човековиот живот, велат од струмичката полиција. Оттаму велат и дека во неделата биле фатени 91 возач, кои ја прекршиле брзината. 36 од нив во Струмица, 36 во Радовишкиот регион, 10 на подрачјето на Валандово и 9 во Гевгелија. Полициските службеници најавуваат засилени контроли на патиштата и во иднина. Акцент ќе ставаат и на поседување зимска опрема која е задолжителна. Полициски службеници од одсекот за превенција при СВР Струмица на подрачје на Струмица реализираат превентивна активност во рамки на проектот Биди подготвен за безбедно патување во зима. Сите знаеме дека од 15 ноември започна периодот за задолжително носење зимска опрема во возилата, кој ќе трае до 15 март следната година. Па во изминатите денови полициски службеници од полициските станици во Струмица, Радовиш, Гевгелија и Валандово, на повеќе магистрални, регионални, локални патни правци и на улиците во градовите, при контрола на возачите ги потсетуваа за оваа нивна законска обврска. На подрачје на Струмица, односно на повеќе локации каде што полициските службеници при контрола на возачите пред се ќе им објаснат што представува носење зимска опрема, ќе им укажат дека е потребно безбедно да ги управуваат возилата во зимски услови и тоа не само кога постојат снежни врнежи, туку и кога поради ниските температури се појавува голомразица на коловозот, а воедно ќе ги предупредат и укажат дека непочитувањето на оваа законска обврска е казниво согласно Законот за безбедност со сообраќајот на патиштата, каде во членот 361 став 4 е предвидена глоба во висина од 45 евра. Според официјалните податоци, од почетокот на годината, заклучно со месец август, поради сторени прекршоци од сообраќајот, исклучени биле 1225 возила. Биле регистрирани 243 сообраќајки, во кои 148 лица се здобиле со повреди, а од нив 3 лица загинале. Неодамна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски подвлече дека за разлика од лани намалени се сообраќајките со повреди. Во однос на безбедноста на сообраќајот, може да се констатира евидентно намалување за 10% на сообраќајни незгоди со последица смрт. А само во првите 10 месеци од оваа година реализирани се 1968 превентивни активности на подрачјето на секторот за внатрешни работи Струмица. Ова е континуитет, тоа мора да го истакнам, бидејќи секторот за внатрешни работи Струмица со години наназад интензивно работи на превенцијата во секаков облик. Носењето зимска опрема важи до 15 март. Полицијата во наредниве периоди ќе бара од учесниците задолжително да поседуваат зимска опрема. Во спротивно може да добијат парични казни од 45 евра, бидејќи толкова е глобата за овој сообраќаен прекршок. Од струмичката полиција, освен носење зимска опрема, апелира до возачите да бидат крајно внимателни заради можната појава на голомразица на коловозите. Останува препораката да се почитува сообраќајната сигнализација, но и да се прилагоди брзината според условите на патот, бидејќи најавија за честени контроли.